по едно ден, на свај. Втората ден 2, така одиш до 30, од 30 треба после. Станува збор за единки од видот Уломоидес дерместоидес. Тоа е вид од фамилијата Тенебриониде или народно познати како брашнари. Диабетско леч 100%, значи и на инсулин дае, после тоа и обчијете. Ги прекинува. Не, да не се почетувате. Од Шведска до Македонија. Најмалку 5 држави поминал камионот на нашиот продавач на бубачки за да ги донесе и да ни ги продаде. Како поминале 5 граници живите инсекти складирани во пластична кутија од сладолед. Има ли правила за внес на вакви бубачки преку македонската граница? Овие прашања останаа да лепдат откако ни по повеќе од 1 месец, ниту во камера, ниту на писмено, не добивме одговор од царина. Како онлайн се продаваат овие бубачки како лек за хронични болести, ја прашавме и председателката на Асоциацијата за е-трговија. Прв пат го виде огласот за ваков производ кај нас, но не е изненадена од инвентивноста на трговците кои сакаат на лесен начин да заработат. Генерално, ова е пандан на се што се случува во традиционалниот свет, се случува и во дигиталниот свет на социјалните медиуми. Едноставно, има нови канали каде да просперираат ваквите работи. Не е ова дека случајот со бубачките не постоел и пред 5, 10, 15, 20 години или други така наречени различни бабини лекови или се работи за некој друг производ или што и да е. Едноставно сега има нов канал каде тоа да се циркулира, продава и како да стигне до поширока маса преку нови средства за комуникација и промоција. И во традиционалниот и во дигиталниот свет ова спаѓа во сива економија, но тоа не е парче облека кое може да го купите и да не добиете производ како на сликата. Се работи за живи инсекти кои треба да ги пиете за да се излечете од диабетес, карцином или псоријаза. При тоа, лекарите се децидни дека, наместо да се излечите, можете да си пресудите. Дел од нив може да содржат и различни вируси. Внатре, во организмот, знаете, еве најпоследното се е пандемијата, ковид пандемијата. Кој и како може да ги заштити граѓаните од луѓе што продаваат се што ќе им дојде при рака? Откако неколку институции се прогласија за ненадлежни, одговор побаравме и од Државниот пазарен инспекторат. Нивниот представник во емисијата Само прашај, посветена токму на оваа тема, посочи дека и тие немаат надлежност да ги заштитат граѓаните од лажни трговци на интернет. Ние како институција можеме да постапиме само во случај ако електронскиот трговец е регистриран во централен регистар, како и сите други останати фирми или правни субјекти. Што се случува со оние што сега имаме продажби на Facebook, да речеме? Така, токму до тоа и сакав сега да дојдам, се извинувам, значи што значи регистриран трговец? Тоа значи да има истакнато име, име на фирма, видливо секој потрошач да може да го прочита. Адреса, контакт телефон, електронска адреса. Значи да може потрошувачот контактот да го остварува непречено и постојано со продавачот во електронската трговија. И тој трговец во електронска трговија треба да има, значи, финансиски импликации. Што значи дека треба да издава фискална сметка, како и секој друг трговец, треба да издава фактура, што значи дека потрошувачот кој ќе го купи производот, без разлика на каков начин е доставен, тој мора да има доказ од каде го купил тој производ. И затоа треба многу добро да се внимава, особено кај Facebook, кој што го споменавте, или Instagram продажбите, кои што се во овој период на пандемија, овие 3 години многу актуелни и доста развиени, да внимаваат од каде купуваат потрошувачите, бидејќи толку е голем број на нерегистрирани трговци да е тоа енормно. Закони нема. Има само добронамерни совети граѓаните да бидат внимателни. Прво мислам дека е нормално и нивото и свеста на едукацијата и проверувањето на релевантноста на изворите и страните каде се клика, каде се купува, генерално ако зборуваме за било какви нарачки. Понатаму купувачите што го прават ова, например, нарачуваат што и да било или веруваат човекот кој викате во мака верува на многу, нели, работи, меѓутоа истото се однесува ако ви го продаде некој ова и на улица, и на пазарче, и на улични продавачи или каде било. Значи, тука се однесува на само е различен каналот за како ќе до вас таа информација. Огласот за продажбата на овие бубачки како лек е се уште активен на Facebook.
Граѓани во Макао очајно бараат чаре и во пиење живи инсекти, ризикувајќи го сопствениот живот. Државниот систем се уште нема механизам за да ја спречи ваквата продажба и да ги заштити граѓаните, поради што се останува на сопствената совест и знаење.